Ова се регионалните вести. Одлука за отпис на долгови на социјални случаи. Прогласување на дел од улиците во Тетово за еднонасочни. Одлука за долгорочно задолжување на општина Тетово се само дел од 35 точки од денешната седница на Советот на општина Тетово. Одлука за отпис на долгови на социјални случаи, прогласување на дел од улиците во Тетово за еднонасочна одлука за долгорочно задолжување на општина Тетово се само дел од 35 точки, кои беа усвоени на 24-та седница на Советот на општина Тетово. Одлуката општина Тетово да се задолжи долгорочно е со цел реализирање на голем број проекти значени за градот, изјави Ермира Фида, раководител на секторот за финансии при општина Тетово. Против ова одлука гласа опозиционерите советници од ДП, СДСМ и ВМРО Народна партија. Сметаат дека општината поради наследените долгови кои ги има кон доверителите не ќе може навреме да го исплаќа кредитот. Од секторот за финансии одговорија дека само преку овој долгорочен кредит, во случај во висина од 4 милиони евра, може да се решат комуналните инфраструктурни проблеми во Тетово. Со тој износ ќе бидат финансирани проекти во делот на инфраструктурата, значи претежно изградба на улици, патишта, санирање на канализациони и атмосферски мрежи и системи за водоснабдување. Значи, сумата која начелно е утврдена и која ќе се бара од страна на Министерството за финансии и од страна на владата е 240 милиони денари, но начелно тој е само износ кој што е предвиден да биде дел од барањето, што не мора да значи дека ќе биде и одобрен. Значи, ние со оваа одлука само ја започнуваме постапката која што понатака ќе тече во Министерството за финансии и на крај ќе заврши со одлука на владата. На седницата беше усвоена и одлука за отпис на долгови на социјални семејства. Оваа одлука се однесува само за комуналната такса за улично осветлување, бидејќи само оваа такса е вклучена согласно законот за отпис на долгови кој што претходно беше усвоен од страна на владата. Дополнително, значи, општината по редовна основа, на редовна база, значи, отпишува долгови по други основи, значи што не се во делот на комуналната такса за улично осветлување. Нова седница се усвои одлуката за прогласување на 11 улици во градот за еднонасочни, со цел намалување на сообраќајниот хаос. Ова е поради тоа што може би ќе делува по надминувањето на овој хаос што е во градот. Значи, едносмерните улици ни помагаат во сообраќајот, значи да биде поуреден. Меѓутоа, јас нагласувам дека без помошта на полицијата ова нема добро да функционира, значи обавезно ние имаме потреба за полицајците тука да бидат присатни. Беа усвоени неколку точки за изградба на нови локални патишта кои водат кон шарпланинските села. Тетовските пожарникари добија дипломи за успешно завршена обука за дејствување при пожари во поголеми објекти. Денес во територијалната противпожарна станица беше организирана свеченост по повод денот на пожарникарите на Македонија. Во територијалната противпожарна станица во Тетово денес беше организирана свеченост по повод денот на пожарникарите на Македонија. Во рамки на прославата, градоначалничката Теута Арифи на дел од тетовските пожарникари им врачи дипломи и признанија за успешно завршена обука за дејствување при пожари во поголеми објекти. Ми е особено задоволство, значи, по повод денот на пожарникарите, да денеска овде во противпожарната бригада, да се сретнам со сите представници, сите вработени тука, имајќи го предвид фактот дека се работи за луѓе кои даваат се од себе за да граѓаните тука имаат што повеќе сигурност. Секако им го честитам овој ден. Имавме можност исто така да видиме дел од новите материјали кои ги имаат за да имат повеќе, да бидат што повеќе работоспособни, имајќи го предвид фактот дека тие не се само противпожарна бригада, туку интервенираат во разни ситуации. И меѓу другото да кажам дека општината ќе продолжи да биде не само поддршка, туку конкретно да преку зголемување на нашиот буџет кој веќе го направивме минатата година, за да ги зголемиме капацитетите и сериозноста на оваа бригада и нормално да им се заблагодарам на сите вработени и на водачите, значи на овие операции. Денеска и самата градоначалничка ни дошла да ни честита денот на пожарникарите, со што тоа е уште еден момент
што не нас како пожарникари, спасители у градот Тетово, значи ни дават еден поголем мотив колку што работиме, значи да работиме уште повише. Значи само граѓаните на општина Тетово и општините рурални што ги обслужуваме ние да бидат што побезбедни од страна на пожарите, на елементарните значи природните катастрофи. Моментално ова недела, веќе една недела со соработката што ја имаме со Operation Florian од Енглеска, вршиме една обука, специјална обука, која што инструкторите од Велика Британија дошле овде и не тренира, значи со таа обука што ја вршиме, плюс ни донели и донација, значи средства, што тренираме со тие средства за да ги употребиме за нашите потреби. Се работи за ова вежба што ја работиме веќе една недела, значи се обучуваат пожарникарите, значи вентилација при појавување на пожари во затворени простори на поголеми објекти како згради, фабрички хали и такви работи. Во територијалната противпожарна станица во Тетово работат 72 пожарникари кои го покриваат подрачјето на општина Тетово и други 4 рурални општини. Иако тоа е недоволен број пред се затоа што пожарникарите често се ангажирани како спасители при елементарни непогоди и при интервенции кај тешки сообраќајни незгоди, сепак како што изјави командирот Ука Алити, досега тетовските пожарникари во целост и успешно ги завршувале задачите. Инаку 20 мај е прогласен за Ден на пожарникарите во Македонија, бидејќи на овој ден во 1836 година во Битола е формиран првиот противпожарен одред. Жителите на тетовската населба Дреновец алармираат на зачестената појава автомобили да им паѓаат во дворовите. Причина е во улицата 6 метри над нивните домови, која нема заштитна ограда. Автомобил со тројца матуранти поминувајќи по оваа улица падна во еден од дворовите на жителите од тетовската населба Дреновец. Од падот патниците се здобиле само со лесни повреди. Патот е на висина од околу 6 метри над куќите од Дреновец, но покрај улицата нема поставено никаква заштитна ограда, па често пати возила од овој пат излетуваат и завршуваат во приватни имоти. Колата пак онде од кај комшијана доле преку тренчето овде од двор паднува. Страс живееме. Ја не можам да седим на двор. За една недела ова е втора ваква сообраќајка. Жителите од Дреновец апелираат локалните власти да го безбедат патот, за да се заштитат патниците, но и нивните животи. Уште при изведбата на подпорниот зид што се правило, недостиг е тогаш што они го стаја рамно со улицата, нестручно направено. Треба се подигне тоа по пропис, уште нагоре баре 40-50 сантиметри, да не би се случило више понатамо. Од општина Тетово вела дека нивни екипи интервенираат таму каде што има потреба. За состојбата во Дреновец не биле запознаени. Апелираат граѓаните да го пријават случајот, а локалните власти во рамки на нивните можности ќе започнат со активност околу обезбедувањето на улицата. Само иницијативно од група граѓани се уредува патека во близина на коритото на реката Пена. Иницијаторите појаснуваат дека потегот е направен, откако јалови биле обраќањата до општина Тетово патот да се изгради. Ние имаме што сме почнали вчера и мислиме да ја завршиме за една до недела. Ние сме барале порано од општината да не ги направи патот. Тоа има 10 години, 15 што се мачиме на институцијата. Денеска, утре ќе биде, никогаш нема ни да биде. И ние сме почнали иницијативно младото и ќе го направиме. Се фали, че една бизнисмен од Швајцарска е Насер Асани што работи и не могучи материјално да го средиме овој патот. Зошто ви е потребно да го правите овој пат? Па потребно ни е преку лета има повеќе многу прашина и ово и понатамо не се движе, иначе има полно дупки и затоа мораме да го направиме патот. Од општина што велат, зошто не го прават патот? Од општина и не рекоа дека во 15-та година ќе почнува да го направат патот.
Па изгледа не веруjem више на институциите да ќе го направат овде. Верујте во ова улица, да не викам на сред град, уште немаме канализација ми овде. 1000 квадрата имаме. Ако планирате да го поставите со плочи? Со бекатони ќе ги направиме и ќе видиме. И зафаличи и овој бизнисменот, тој е подготвен и паркот да го направиме како треба, како личи како на парк, и канализацијата ако е потребен, он инвестира на тоа да го направиме. На подрачјето на Гостивар регистриран нов случај на семејно насилство, во кој 31 годишен гостиварец ја малтретирал и тепал својата мајка. Полицискиот билтен донесува информација за пронаоѓање и лишување од слобода на повеќе лица. Нов случај на семејно насилство во Гостивар. Син подолго време ја малтретирал и тепал својата мајка. Според информациите од СВР Тетово, 51 годишна гостиварка пријавила дека нејзиниот син на возраст од 31 година, со кого живееле заедно, честопати психички и физички ја напаѓал. Жената решила да пријави откако вчера синот и се заканувал дека ќе ја убие и ја удрил со тупаница по главата. Гостиварецот бил приведен и задржан во полициската станица. Од полицијата соопштуваат дека во консултација со јавен обвинител тој ќе се соочи со соодветен поднесок. Од случувањата на гостиварското подрачје полицијата бележи и пронаоѓање и лишување од слобода на повеќе лица. Во првиот случај со судска наредба бил лишен од слобода 47 годишен жител на гостиварското село Балиндол, осуден за кривично дело недозволено држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. По приведувањето бил предаден на издржување затворска казна од година и пол во Тетовскиот затвор. Во вториот на Здунската раскрсница биле фатени лице од Вруток и лице од Оркјуше под сомнение дека се сторители на кражба на огревно дрво. Возилото со гостиварски таблици во кое имало околу метар кубен бука било одземено и предадено на шумската полиција. Се расчистуваат сите поединости пошто ќе следи поднесок, се вели во полициското соопштение. Православните верници денес чествуваат два празника – Вознесението Христово Спасовден и Светиот апостол и евангелист Јован. Празнувањата продолжуваат и во текот на седмицава, кога ќе се одбележат Свети Никола Летен и денот на сесловенските просветители браќата Кирил и Методи. Денес се чествува Спасовден, празникот на Христовото вознесение. Според црквата овој празник спаѓа во големите христијански празници и се празнува 40 дена по Великден и секогаш е во четврток. 40 дена по воскреснувањето Исус им се јавувал на своите ученици и ги подготвувал за нивната идна активност. Во овој период луѓето се уште се поздравуваат со христијанскиот поздрав Христос воскресна и се одпоздравуваат со навистина воскресна. По повод празникот чествување имаше во повеќе населени места во Тетовско. Во Рогачево Спасовден се празнува како селска слава и патронен празник на селската црква. Денешниот ден е посветен и на Светиот апостол и евангелист Јован, а по тој повод се одржува црковно-народен собир во црквата Свети Јован во село Отушиште, на местото викано Црквиште. Празнување во чест на Светиот апостол и евангелист Јован денес има и во населеното место Слатино. Извештаите во врска со денешните чествувања ќе ги иметуваме утре во состав на регионалните вести. Утре следи уште еден голем празник. Имено традиционално по повод празникот Свети Никола Летен во Тетовското село Жилче ќе се организира голем црковно-народен собир. Во патронната црква Свети Никола во 7 часот ќе биде одржана служба, а во 8 часот и 30 минути литургија. По литургијата ќе биде прережан колачот и ќе бидат одредени кумовите за прославата на празникот за следната година, а ќе биде извршен и мал водосвет. Пова ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Црковниот одбор при црквата Свети Никола во село Жилче ги повикува верниците за што помасовно присуство. Со свечена празнична литургија со почеток во 10 часот и 30 минути во малата црква Свети Никола, сместена во планинскиот предел над Доброште, одслужена од парохискиот свештеник Перица Војковски, започнува и прославувањето на Свети Никола Летен. Според традицијата, мажите утрото одат во малата црква и ги принесуваат славските колачи, а прославата на празникот продолжува по домовите, каде Свети Никола Летен се чествува како селска слава. Православните празници продолжуваат и во недела, кога по повод патрониот празник на соборниот митрополитски храм Свети Кирил и Методи во Тетово, на 24 мај ќе има едно црквие за градските цркви, односно ќе се богослужи само во соборниот храм.
Славењето на патрониот празник на храмот ќе започне уште претходниот ден, односно во сабота, кога во 16 часот ќе се богослужи вечерна богослужба, додека на 24 мај во недела во 8 часот ќе се богослужи света архиерејска литургија на Свети Јован Златоуст. Информација од спортот. Фудбалерите на Тетекс не успеа да го освојат купот. Вчерашното финале го доби Работнички со 2:1. Тетовскиот фудбалски клуб Тетекс не успеа да го освои купот на Македонија. Вчера во финалето загуби од Работнички со 2:1. Фудбалерите на Тетекс први дојдоа во водство. Во 45-та минута Работнички загуби топка на средината на теренот, а Цветан Чурлинов одлично продра и од 10 на метри прецизно шутираше за водство од 1:0. Изравнувањето на 1:1 дојде преку Баже Илиоски, којот Алим Пармаковски доби топка во петерецот на Тетекс и со пета ја упати топката кон голот. Само 2 минути по изравнувањето погодок на Работнички, односно во 71-та, Тетекс остана и соиграч помалку на теренот, откако Филип Најдовски заработи втор жолт картон. Работнички веднаш ја искористи играчката предност за да дојде и до резултатска предност, а не центрираше од лево ниско по земја, а Алим Пармаковски од само 5 метри реализираше за пресврт. Денес преку соопштение фудбалскиот клуб Тетекс реагираше и упати обвинувања кон Фудбалската федерација на Македонија дека работи за некој трет поради неприфаќањето на барањето на ФК Тетекс да се изземе судијата Дијан Јакимовски за да го суди финалниот дуел. Германскиот канцелар Ангела Меркел изјави дека кризата во Украина го прави партнерството на Европската Унија со 6 источни земји поважно од кога било. Меркел ја даде изјавата додека говореше во германскиот парламент пред дводневниот самит во Рига на Европската Унија со Ерменија, Азербеџан, Белорусија, Грузија, Молдавија и Украина. Според неа мирниот ред на Европа бил нарушен од руската нелегална анексија на Крим во минатата година и со борбите меѓу владините сили и проруските бунтовници во источна Украина. Таа порача дека ги поддржуваат нивните источни соседи на патот за создавање општество базирано врз демократијата и владењето на правото. Сириските активисти јавија дека милитантите на Исламската држава го контролирале скоро целиот град Палмира, чии антички урнатини се под заштита на УНЕСКО, откако сириските владини сили го напуштиле градот. Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Британија соопшти дека повеќето од цивилното население било евакуирано пред милитантите да влезат во градот. Милитантите на Исламската држава кои имаат освоено големи делови на Сирија и Ирак во минатата година уништија неколку антички места. Австралискиот премиер Тони Абот денеска изјави дека неговата држава одбива да пружи каква и да е помош во прифаќањето на бегалците од Мјанмар и Бангладеш, на кои со недели им беше оневозможуван пристап до копното. По повеќе дневни консултации на државите од регионот на Југоисточна Азија, Малезија и Индонезија одлучија да обезбедат кампови за прифаќање на над 7000 емигранти, но го ограничија нивниот престој на најмногу 1 година. Сегашната конзервативна влада на Австралија повеќе од 2 години со својата воена морнарица и авиација врати над 30 бродови со бегалци, кои од сиромашните земји во Азија се обидуваат да дојдат во Австралија. Поради суровоста со која интервенираат австралиските чувари на локалната територија, повеќе пати протестираше официјална Џакарта, но Абот не ги прифати критиките. Гувернерот на Калифорнија Едмунд Браун прогласи вонредна состојба, додека специјализираните екипи се обидуваат да го спречат ширењето на нафтената дамка и да ги исчистат популарните плажи, откако поради пукнатина на нафтовод во океанот истекоа неколку илјади галони нафта. Американската крајбрежна стража еден ден по излевањето на нафтата во близина на Санта Барбара, север-западно од Лос Анџелес, соопшти дека големината на дамката долж брегот на Тихиот океан е 14 километри. Гувернерот Едмунд Браун прогласи вонредна состојба во областа Санта Барбара со цел брзо да бидат испратени специјализирани екипи да ја исчистат дамката. Според официјалните податоци се излијале околу 400.000 галони нафта, од што околу 21.000 галони сурова нафта стигнала во океанот. Нафтата почнала да истекува во вторникот околу пладне, но во меѓувреме е прекинат протокот на енергенсот преку оштетениот нафтовод и повеќе нема истекување.
Денес предпладне имавме претежно сончево време со локална облачност и потопло. Попладне на облачување, наместа и услови за сосема слаби локални врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 7 до 17, а дневните температури од 23 до 30 степени. Утре во Македонија времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Поинтензивни врнежи ќе има во западните предели. Минималните температури ќе се движат од 10 до 20, а максималните дневни температури ќе достигнат до 20, односно до 30 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!